Христос воскресе за многу години. Вести на Канал 8. Со воскресна литургија се чествуваше Христовото воскресение во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Оваа година за прв пат во храмот во Кочани на Великден директно од Ерусалим беше донесен благодатниот оган. Христос воскресна! Вистина воскресна! Христос воскресна! Вистина воскресна! Христос воскресна! Вистина воскресна! Службите во Кочанскиот храм започнаа од Велики четврток, кога се читаа часови на 12 страдални евангелија и се отслужи вечерна со Василева литургија. На Велики петок или кај народот познат како Распети петок се читаа царски часови, се отслужи вечерна со полагање на светата плаштаница, утрена со остатии и оплакување на Исус Христос. На Велика сабота се служеше вечерна со Василева литургија и полунокница со биење на камбаните. Кочанскиот храм посветен на светиот великомаченик Ѓорги и годинава собра голем број верници за дочек на Христовото воскресение. За прв пат оваа година во Кочанскиот храм, директно од Ерусалим, беше донесен благодатниот оган. За прв пат оваа година, по благослов на Бога, дојде благодатниот оган кој се спушта во Ерусалим на воскресението Христово. Го донесува овие деца кои стоат позади нас, го пречека од Телавив и го донесува овде во нашиот град. Затоа да знаете дека ова е благодатниот оган кој сите треба да си го однесете дома, во вашите домови и да си запалете кандила, за да ви гори за здравие и успех во вашите животи. Христос воскресе! Вистина воскресе! На самиот ден Великден во неделата се отслужи Златоустова литургија со читање на Свето Евангелие на разни јазици. На вториот ден Великден архиерејска воскресенска литургија на која чиночествуваше митрополитот Брегалнички Иларион, кој на верниците им ги очестита празникот над празниците Воскресението Христово. На третиот ден Великден се отслужи утрена со Златоустова литургија и празнична вечерна. Од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги најавуваат служење Златоустова литургија и водосвет на 6 мај, кога се празнува празникот Источен петок Балаклија и Ѓурѓовден, кога е и храмова слава на Кочанската црква. В пресред на најголемиот христијански празник Великден во Кочани се појави јајце со ликот на Богородица и мал крст до неа. Јајцето им донесе радост на семејството Стаменкови од Кочани, кои кога го забележале чудото се обратиле за мислење во Кочанскиот храм. Пред најголемиот христијански празник Великден во Кочани се појави јајце со ликот на Богородица. Имено кокошка во кокошарникот на Ангелчо Стаменков од Кочани снесе јајце со ликот на Богородица, која што во рацете го држи Христос, а до нив јасно се гледа мал крст. За чудото да биде поголемо, истото се случило непосредно пред големиот празник Великден, возбудено раскажува Стаменков. Стаменков го забележал јајцето и прво не му посветил внимание, оти не можел да прецизира за што станува збор. Но подоцна, истата слика од Богородица што е на јајцето, ја нашле и на интернет. Приметив дека има крст со некои ознаки. Комшиското дете преку компјутер најде слика од Богородица, како се точно совпаѓа со тие слики, можете после да ги погледнете, дека точно се совпаѓаат контурите на сликата од јајцето со сликата што детето ја има најдена на компјутерот и со некоја програма ги има точно нанесено контурите што се буквално поклопуваат со сликата и се гледа дека тоа е фактички Богородица како би се бдее над малиот Исус. Стаменков побарал мислење и од свештениците во Кочанскиот храм. Поповите едино што ми кажаа дека е добар знак, дека за мене и за мојата фамилија е сепак нешто убаво, убав знак. Па се со Господ напред нека дава среќа, здравје на сите.
Ваквите појави во Македонија не се ретки, а Стаменков во едно е сигурен, дека ова е добар знак и му носи радост на неговото семејство, затоа ќе го чува до иконата на Мајката Божја, што ја има дома. Мрежата од хидросистемот Брегалница целосно е ставена во функција на потребите на земјоделците. Поради долготрајните и обилни врнежи во текот на празничниот викенд, имало известни намалувања во количините, но тоа не влијаело врз извршувањето на активностите за сеидба на оризот. Водата од хидросистемот Брегалница е пуштена во сите полиња каде што годинава е планирано да се сее ориз. Каналската мрежа работи со оптимален капацитет и полнењето на нивите се одвива интензивно за да се запази планот за сеидба. Во водостопанската подружница Брегалница велат дека врнежите од дожд направиле известни проблеми, при што дошло до откинување на некои од привремените зафати, како и рушење на вадите. Меѓутоа, вработените и механизацијата се излезени на терен, ги санираат оштетувањата и за кратко време состојбата треба да се нормализира. За викендот, иако имавме поплаки дека нема вода, водата целовремено течеше во каналот и во село Жигањци, меѓутоа немаше кој да прифати водата, тоа знаате самите мештани. Во моментот сега по десниот канал тече околу точно кубик и пол вода и у моментот е пуштен ГК-18 за Жигањци. Сега ја пуштаат и ГК-14 долу, што е каналот за Крупиште, бентовите се веќе пуштени, така да може некои ситни проблемчиња да има, меѓутоа грубо, како што сме обеќале, се држиме кон тоа. Имавме мало одложување, значи од околу 3-4 дена, бидејќи минатиот викенд, како што знаеме, врнеше, луѓето не може да влезат во самите ниви и поради тоа одложивме 3 дена. Меѓутоа поради овој сега викенд кој што беше алармантен, беа поднамалени водите, не беа сопрени, беа поднамалени. Гоцев додава дека временските услови, односно дождот и зголемениот доток во реките, помогнале за побрзо полнење на нивите со вода, поради што сеидбата на оризот се одвива со полн интензитет. Капацитетот на акумулациите е на максимално ниво, што гарантира дека до крајот на сезоната нема да има проблеми со наводнувањето на површините во Кочанско, Пробиштипско, Штипско и Свети Николско. Започна уписот на правачињата за учебната 2016-2017 година. Според евиденцијата од службата за вакцинација во Кочани и локалната самоуправа, во општина Кочани за упис годинава се евидентирани вкупно 350 деца родени 2010 година. Започна уписот на правачиња во основните училишта во Кочани за учебната 2016-2017 година. Од септември во училишните клупи во Кочани ќе седнат нови 350 правачиња. Запишувањето на правачињата во прво оделение важи за сите деца што до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години, односно сите деца кои се родени во 2010 година. Детето може да се запише во прво оделение и доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната 2017, но по претходно барање од родителите и по добиено мислење од стручните служби во училиштето. Уписот започна од денес, 3 мај, ќе трае се до 13 мај 2016 година. Сакам да напоменам дека уписот во подрачните училишта во село Горни Подлог, таму ќе се врши на 12 мај, во село Бели на 13 мај. При самиот упис ја проверуваме подготвеноста на дечињата за тргнување на училиште и оваа проверка се состои во проследување на нивната социјална, емоционална и интелектуална зрелост. Потребни документи за упис на правачиња се извод од матична книга на родените за детето, потврда за примени вакцини, потврда за преглед кај стоматолог и лична карта на родителите, додаваат од училиштето. Општина Кочани објави повик со кој ги повикува лицата од ромска националност со завршен факултет да се пријават за волонтерска работа. Пријавувањето на заинтересираните трае до крајот на идната недела. Општина Кочани ќе ангажира лица од ромска националност за извршување работи од општ интерес врз волонтерска основа. Се работи за проект што е поддржан со средства од амбасадата на Унгарија, а чија цел е да се подобри инклузијата на овие лица во институциите на системот.
Локалната самоуправа веќе го распиша конкурсот за пријавување на заинтересираните млади роми, кои се стручни и компетентни да извршуваат одредени работни обврски во општинската администрација. При тоа, за да се квалификуваат за изборот, треба да исполнуваат и одредени услови. Најважен од нив е да имаат завршено високо образование, односно 7-1 степен со минимум 180 кредити според Европскиот кредит трансфер систем. Исто така, кандидатите треба да достават пријава со кратка биографија, со адреса и телефон за контакт, како и копија од лична карта како доказ за жителство во општина Кочани. Според образложението во конкурсот, сите пријавени имаат еднакви шанси да бидат примени согласно нивните способности, потребните услови, искуството и личниот капацитет. Приемот на кандидатите ќе се изврши после спроведена постапка за интервју, што е во согласност со законските прописи. Рокот за конкурсот веќе тече, а заинтересираните млади роми можат да се пријавуваат до 12 мај по пошта или со доставување на потребните документи директно во одделението за човечки ресурси во локалната самоуправа на општина Кочани. Бројот на лицата кои ќе бидат ангажирани за извршување на волонтерската работа не е нагласен. Во светот се одбележува светскиот ден на слободата на медиумите. Македонија е оценета како медиумски неслободна земја, во која граѓаните делумно веруваат во информациите што се пласираат преку средствата за јавно информирање. А причината е што некои медиуми потпаднале под влијание на политичките партии. 3 мај во светот се одбележува како Ден на слободата на медиумите, за која се оценува дека е на најниско ниво во последните 12 години. Во последниот извештај на Freedom House се наведува дека во 2015 година од 199 земји и територии, 1/3 имаат слободни медиуми. Медиумите во 36% од земјите се делумно слободни, додека 66% од земјите немаат слободни медиуми. Што се однесува за Македонија, таа во извештајот е оценета како неслободна земја во однос на медиумските слободи. За промената на статусот на земјава, која една година претходно беше оценета како делумно слободна, за сега да падне во неслободна, во извештајот се објаснува дека е последица на објавите што окажуваат на опсежно и незаконско прислушување новинари, потоа на корупцијската поврзаност меѓу функционери и собственици на медиуми, како и на растечката бројка на закани и напади врз медиумските работници. Исто така, во образложението стои дека македонскиот медиумски простор е длабоко поларизиран по политички линии, а автоцензурата меѓу новинарите станала вообичаена појава. Дополнително се нагласува дека новинарите се слабо платени и се соочуваат со закани и малтретирања ако истражувачки или критички известуваат. Во локални кочански рамки се уште не се случило новинар да биде уапсен или да биде казнет со затвор поради она што го кажал или напишал. Сепак, судски пријави за изречена клевета или навреда имало и тие најчесто завршиле со парична казна или со јавно извинување. В четврток регионално музичко шоу Мини Визија ќе се одржи во Виница. Ќе учествуваат 10 кандидати од општините од источниот регион. Домот на културата Тош Арцо во Виница в четврток со почеток во 20 часот ќе биде домаќин на регионалното музичко шоу Мини Визија. Шоу во кое вокалните музички потенцијали со пеење во живо ќе ги одмерат 10 кандидати од Виница, Кочани, Македонска Каменица, Свети Николе и Пехчево. Учесниците се избрани врз основа на претходна аудиција на повик на организаторот, на која се пријавиле 30 на кандидати. За квалитетите на кандидатите ќе гласа и стручно жири, но и публиката, а за најдобрите тројца следуваат парични награди. Виничкото шоу Мини Визија како самоиницијативен проект на Домот на културата се одржува веќе неколку години со подршка на приватната компанија Mac Progress. А целта е да им се даде шанса на младите шоу емисиите кои секојдневно ги следат по националните медиуми да ги пробаат и во локални рамки, а со тоа јавноста да го чуе и види и нашиот музички потенцијал. На одржаниот републички надпревар по наставните предмети биологија и природни науки на Природно-математичкиот факултет, ученикот Христијан Павлов од 601 одделение во Основното училиште Малина Попиванова Кочани
го освои првото место под менторство на наставникот Славица Атанасова. Учениците Благица Стојанова 601 оделение и Антонија Митрова 601 согласно добиените поени добија пофалници. Со ваквите успеси овие ученици достојно го представија училиштето и општината Кочани. Следува информацијата од спортот. Во празничниот викенд се одиграа надпреварите во првенството на третата фудбалска лига Исток. И двата третолигаши од Кочани и Виница во ова коло гостуваа, при што Осогово победи, а Слога е поразена. За време на празниците фудбалерите беа активни. Во првенството на третата фудбалска лига Исток, според распоредот, се играше 19-тото коло, кое за третолигашите од Кочани и Виница имаше пресудно значење за извлекување од опасната зона на дното на табелата. Осогово гостуваше во Струмица против екипата на Беласица и постигна значајна победа од 0:1. Без оглед што струмичани се третопласирани и одамна се надвор од конкуренција за повисок пласман, за нашите фудбалери тоа не беше пречка да покажат добра игра и да го совладаат противникот. Голот за гостите од Кочани го постигна Максимов во 55-та минута со удар од 20 на метри. Со тоа тој и овозможи на својата екипа да се задржи во средината на табелата. Истовремено со победата на Осоговци продолжува серијата добри резултати. Во моментот Осогово е на 8-та позиција со 23 бода, а во идното коло на домашен терен го пречекува лидерот на табелата Академија Пандев од Струмица. Слога 1934 во ова коло исто така гостуваше. Виничките фудбалери играа во Каменица против екипата на Саса и претрпеа пораз. Головите за домашните ги постигнаа Цветковски во 54-та и Милошевски во 75-та минута, со што сега Слога и Саса го делат предпоследното место со 16 бода. Во следното коло виничани ќе играат дома против Беласица. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.